По убиството на врховниот ирански лидер Хамнеи, ситуацијата на Блискиот исток останува уште потензична и понеизвестна. Израел напаѓа Иран во звраќ. Одекнуваат експлозии во повеќе држави од Персискиот залив, во Ирак, Оман, Дубај, Абу Даби, како и во Катар и Бахрейн. Македонските граѓани кои се во Катар велат дека денеска е мирно, но имаат препораки од властите да останат засолнати. Вчера беше шокот поголем. Сега повеќе се адаптиравме и веќе се прифаќа таква ситуацијата каква што е. Вчера ни беше шок бидејќи не го очекувавме тоа и имаше многу напади, значи константно целиот ден. Денеска имаше само еден од Сабајле околу 7:30 и во текот на денот се слуша само по некоја детонација од подалеку. Тоа е тоа. Значи вчера бевме најподложни на напади од целиот регион. Израелските граѓани ја поминаа ноќта во засолништа и во состојба на зголемена готовност. За сега нема официјална потврда од Техеран, Израел и Обединетите арапски емирати за обемот на загубите, но медиумите јавуваат за жртви, повредени и големи материјални штети. Како што јавија светските медиуми, во нападите загинал и поранешниот ирански претседател Махмуд Ахмадинеџад. Дел од туристичките атракции се во пламен и воздушниот сообраќај во регионот е делумно суспендиран. Има многу неизвестност, но во исто време и многу надеж за еднината. Мислам дека ситуацијата се граничи со лудило. Нашето раководство е исклучително нестабилно и влегувањето во оваа војна ќе ни донесе сериозни проблеми за нашето понатамошно постоење. Се надеваме дека нивниот народ ќе може да се ослободи од овие ајатоласи, овие екстремни опасни шиити кои го мразат Израел. Во меѓувреме, цените на енергенсите растат откако Исламска револуционерна гарда забрани минување на бродови низ Ормунски теснец, клучна поморска рута, низ која поминува околу 1/5 од светската нафта и газ. Меѓународната заедница повикува на деескалација додека западните лидери изразија поддршка за Соединетите Американски држави, но се оградија од директна поврзаност со операцијата Епски бес. Шефицата за надворешна политика на Европската Унија, Каја Калас, оцени дека смртта на иранскиот врховен водач Али Хамнеи представува дефинирачки момент во историјата на Иран. Во објава на социјалните мрежи Калас наведе дека периодот што следува е неизвестен, но дека се отвара можност за поинаков Иран, во кој народот ќе има поголема слобода да ја обликува иднината на државата.